Добро вечер. Првиот климатски билтен на Коперникус бил пред точно 10 години и тоа во септември, исто така во септември, како и што е и сега, но во 2015 година. А овој прв еливски климатски билтен е точно на 10 години по тоа случување. А минатиот август, за кој сега ќе зборуваме, бил еден од најтоплите во последните 65 години. Сушност трет поред од најтоплите. Потопли од него, замислете, биле август месец во 2024, а исто толку топол бил и август во 2023 година. Тука може да помислиме и дека сепак ние се наоѓаме во еден многу топол период од низот на години. А оваа месечна информација ќе се обидам да следи и секој месец за изминатиот месец, секако откако тој ќе заврши. Изворот на податоци е Коперникус и форматот ќе остане постојано ист, можеби со некои мали дополнувања. И на крајот евеа и светската карта за август месец. Тука лесно може да видиме дека на југот е се уште зимо, боите се бледи и модри, а горе на северот боите се околу 0 степени, оние темно црвени сосема на север. Некаде над екваторот, малку посеверно од него, се наоѓа една топла линија каде што се уште е лето. И се уште е лето и кај нас. Ова состојба ќе ја споредуваме потоа и низ следните месеци. А евеа картата за август месец споредена во однос на она што се случило во однос на минатиот месец, во однос на месец јули. Она што може да се види е дека на северот на Русија имаме едно затоплување, а сосема на југ, на брегот на Антарктикот, приближно во ред од 5 до 10 степени позитивни, имаме затоплување во однос на јули месец. Тоа значи дека таму сепак од зимото малку попушта и имаме позитивен тренд на температурата. Промените на температура можеме да забележиме дека и минималната амплитуда е некаде од приближно од редот, од сличен ред, значи од -5 до -10 степени, и ова негативната амплитуда, значи за студеното време, е сосема далеку на североистокот. Она што секако нас повеќе не интересира е состојбата со Европа. Во Европа имаме едно одстапување, значи застудување од -6,5 степени во Скандинавија, а затоплувањето е видливо на горниот десен раб, сосема на брегот на, да речеме, европскиот дел од Русија. Кај нас на Балканот имаме температури и одстапувања во однос на значи на месец август во однос на претходниот месец за околу 2 до 3 степени. Поголеми одстапувања сепак има навнатре кон југо-источниот дел на Балканот. Она што исто така е поинтересно е како тоа изгледа токму на Балканот. И се гледа дека во континенталниот дел на Грција август оваа година бил посвеж во однос на месец јули. Секако на брегот, каде што е и влијанието на морето големо, тоа многу не се почувствувало. Подобро ќе биде и да видиме каква е споредбата на овој изминат август со август од претходната година. Овде лесно може да видиме дека големи затоплувања имало сосема на југот, на брегот на Антарктик, особено под југот на Јужна Америка, и сосема далеку на север, исто така имаме едно затоплување од +6 степени. Не заборавете, ова е на овој август во однос на август од минатата 2024 година.
кај нас поблиску и тоа во Европа, оваа промена може да се забележи дека имаме застудување или спуштање на температурите, месечните температури за околу минус 3 степени во внатрешноста на истокот, но и на Западен Балкан. Далеку на запад и тоа најмногу во северна Шпанија и западна Франција, овие промени на температурата се позитивни, значи потопол август во однос на минатогодишниот. Она што уште сакаме да го видиме е секако и каква е состојбата во однос на Балканот. Убаво се гледа дека всуштост имаме постуден август оваа година во однос на август од една година пред тоа, и тоа за 4 степени. А дали имаме затоплување, се гледа дека таму сосема десно долу има една црвена точка која вели дека потопол простор сепак имало во делови од Турција, барем што се однесува на овој простор што е некаде на редот од проширен Балкан. Она што уште нешто сакаме да погледнеме е каков е односот во однос на декадите, и тоа првата, втората и третата декада во месецот. Првата декада била скоро подеднакво топла колку и втората, но била значително со повеќе врнежи. Во Скопје и во Берово сме имале за време од 10 дена по 32 литри на квадратен метар, и зголемена влажност се разбира и поради зголемената облачност. Во втората декада имаме малку повисоки температури, но затоа пак и намалена влажност. Третата декада е посвежа, намалена влажност, и температурите се гледа дека во Берово температурата веќе била и само малку над 30 степени. Не заборавете, ова е декадна средна температура. И конечно, за оние кои сакаат подетално, еве ги трите референтни места како биле ден за ден во август оваа година. Видливо е ветровитото време во првата декада во првите десетина дена, а потоа и малку поветровито време сме имале и од 15, особено кон 25 во месецот, пред се во Скопје, а потоа секако и во Охрид. Ова е една кратка климатолошка информација за месец август 2025 година и секако почеток за една ваква серија на информации. Довидување.